Благодарам за репликата. Јас во ниту еден момент не го тој дел од законскиот текст. Да, навистина се предвидува фонд за енергетска ефикасност во висина од 5 милиони евра, кој што, како што реков, ќе има оперативни трошоци, маркетинг активности, подготовка за енергетски контроли и така натаму. Јас може би реков дека е висока сумата, но земајќи го во предвид дека имаме таква локална самоуправа на која што и е потребно детално советување, може би па и не се малку тие средства. Еве само за пример. Како основни критериуми вие ги наведовте дека објектот треба да е во собственост на локалната власт, објектот да биде структурно и сизмички стабилен, да нема планови за преместување на канцелариски простор. Најверојатно фондот требаше да биде основан порано. 2 згради во општина Кочани сега нема да можат да аплицираат за користење на овие средства, затоа што локалната власт во повеќе наврати имаше изјави каде што општинската администрација ќе се сели во зградата на поранешниот правен факултет. Штета што не били информирани на време, па сега 2 згради нема да можат да се финансираат, а и граѓаните на Кочани ќе учествуваат во враќање на тие средства. Благодарам. Реплика пратена